Македонија годинава забележа пат од 6 места на индексот за слобода на медиумите на Репортери без граници. Наместо напредок, државата се најде на 42-то место со јасна порака, дека иако новинарите не се соочуваат со класично непријателско опкружување, дезинформациите и ниското ниво на професионализам сериозно ја разнишуваат довербата на јавноста во медиумите. Извештајот предупредува и на односот на државните функционери, кој често знае да биде деградирачки и навредлив кон новинарите. На хартија слободата на медиумите се уште е загарантирана, но реалноста покажува дека критичкото новинарство се потешко обстанува. Двете најголеми партии, и владеачката и опозицијската, имаат создадено паралелни медиумски системи преку кои вршат политичко и економско влијание. Како да се подобри состојбата? Пред се, усогласување на националното медиумско законодавство со Европскиот акт за слобода на медиумите, формирање на фонд за поддршка на медиумскиот плурализам, потоа ефикасно решавање на сите нерешени случаи на напади врз новинари, воведување на правна заштита против злоупотреба на слеп тужбите и се разбира политичарите, особено оние од позиција на моќ, да сватат, да ја негуваат културата на говор кон новинарите, бидејќи само со почитување и взаемна доверба може да кажеме дека ќе стане збор за вистински однос во кој што ќе се вреднува новинарската позиција како глас на јавноста. Извештајот покажува дека телевизијата е доминантен извор на информации, но и дека земјава бавно го усогласува медиумското законодавство со стандардите на Европската унија. Дигиталниот простор пак станува извор на дезинформации и закани. Политичките партии денеска со меѓусебни препукувања за тоа кој е виновен што Македонија бележи пат на индексот на слобода на медиумите. Според опозицијската СДСМ, виновна е владеачката гарнитура. Од 118-то место во 2016 година со СДСМ Македонија напредуваше до 36-то место, на најдоброто место во регионот, благодарение на посветените политики за слобода на говорот, транспарентност и независност на медиумите. Овај континуиран напредок на слободата на медиумите сега е сериозно загрозен. ДПМН се врати, слободата на медиумите замина. Од ВМРО ДПМН пак вина да ја префрлаат на опозицијската СДСМ. Падот на индексот на Репортери без граници се должи главно на ширењето на лажни вести и дезинформации. Главната фабрика за лажни вести и дезинформации во отсуство на конструктивни политики се СДС и Венко Филипче, зашто како партија имаат и осудителни пресуди за тоа, велат од владеачката партија. За опозицијските партии Левица и ДУИ, владеачката коалиција е виновна за задушување на медиумската слобода. Сликата од извештајот покажува дека земјите во регионот, Македонија и Црна Гора имаат поголема медиумска слобода, дури и од членките на Европската унија, Грција, Бугарија и Хрватска. Во регионот најтешко работат новинарите во Србија и Косово, а во светот на последно место се Кина, Северна Кореја и Еритреја. Тамара Дичевска, Сител телевизија.